Здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Капа или не капа? Капа или не капа? Капа. Значи, дали сте приметили дека имам иста мајца со Бојан? А? Нели исти сме? Океј, се забавам, мене ми е пижама. Ќе ја покријам. Срамота. Стефане, у пижами снимаш. Како не ти е срам, Стефан, снимаш у пижами. Вака, се надам дека сите гледате фамилијата Марковски, дека уживате во неа. Као веќе имав 2 видеа и се надевам дека веќе сите знаат дека има фамилијата Марковски секоја сабота и недела и дека сите гледате, затоа што е стварно одлична серија со многу голем квалитет и е многу реална серија за тоа како живееме ние во нашава државичка. Во четвртата епизода, се извинете ако малце ви споилнувам, али ако не сте ги гледале до тука епизодите затоа што моментално се искочени 4, изгледате ги па после гледате го видео затоа што ќе има малце спойлери. Али во четвртата епизода Виктор Марковски, брат му на Бојан, го кажа ова. Јас сум геј. Да, нели, многу табу тема кај нас. Што е табу тема? Тоа е нешто забрането што обично се избегнува да се збори за тоа. Ама, мене ми е многу мило што фамилијата Марковски реши да ја прикаже реалноста до крај. Многу ми е мило што опфаќаат онакви теми што се реални и што не секој зборува за тоа и што се проблем во општеството. Односно, колку се општеството подготвени и колку се отворени кон тие различности. Темата на денешното видео е различности. Знам дека малку може ќе ви дое чудно затоа што обично не правам вакви видеа, ама ова видео ќе биде тематско и денес ќе зборувам за различности и се надам дека ќе ви биде интересно и се надам дека ќе се сложите со мене. Ако не се сложите или ако сакате било што да додадете на оваа тема, ги имате тука коментарите. Ќе зборуваме за било какви различности на луѓе затоа што обично ако некој е дебел, ако некој изгледа како бубалица, ако некој е геј или било што, луѓето си го земаат тоа право да ги осудуваат, да коментираат, да ги напаѓаат и мислам дека сите сме биле сведоци на некој си булинг во училиште и како некој едноставно го напаѓа другиот затоа што не е како него. И тоа е многу погрешно. За да навлезам уште повеќе во оваа тема, сакам да ви дадам еден пример што ја знаете сите пејачката Pink. Она имаше еден говор пред, мислам дека нема ни месец, на VMAs, каде што прифаќаше награда и она реши да украда малце време и некои 2-3 минути да зборува, да раскаже на случка. Уствари незиното дете кога го возела у школа у кола и рекло дека е најгрдото девојче што постои. Пинк се зачудила, само ја прашала шо? И ова е рекла да, јас личам како машко со долга коса. Пинк сакала во тој момент да изнакаже свашта, ама решила да ништо, само да отиде до дома и кога дошла дома и направила една PowerPoint презентација која вклучувала уметници кои низ годините добивале секојдневно секакви коментари за тоа како изгледаат, ама сепак одлучувале да продолжат понатака и да продолжат со тоа да бидат едноставно различни и убави. Тој начин. Тоа биле уметници како Майкл Джексон, како Дейвид Боуи, како Елтон Џон, Queen, Принц, Џорџ Майкл и сите тие великани што едноставно прераснале во тоа што се затоа што биле различни. Откако девојчето ја видела презентацијава, Пинк ја прашала зашто мислиш дека си најгрдото девојче и она едноставно одговорила затоа што личам како машко. И Пинк ја рекла, па како личам тоаш јас. И она рекла, мамо ти си убава. Пинк тогаш одговорила дека кога она добивала негативни коментари, биле за тоа дека личи на машко, дека имала премногу мускули, дека едноставно телото изгледало премногу јако, дека имала многу јаки мислења и секогаш ги изнесувала. И потоа ја прашувала прашања ко дали гледаш јас да си ја растам косара долга. Девојчето рекло не. Дали гледаш јас да го менувам моето тело? Девојчето рекло не. Дали гледаш дека јас го менувам начинот на кој му се представам на светот? Девојчето рекло не. Дали гледаш дека секојдневно распродавам секакви огромни арени низ светот? Девојчето рекло да. И едноставно Пинк после тоа одговорила дека ние не се менуваме и дека ги охрабрувам и другите луѓе да се менуваат и да бидат едноставно тоа што се, затоа што и на тој начин ќе можат да видат повеќе начини на убавина и едноставно е многу убаво кога си тоа што си, кога си убав заради тоа што си различен и ради тоа што не треба да се менуваш едноставно за да припаѓаш некаде или да бидеш таков затоа што другите се такви. Тоа е многу погрешно. Јас сакам панди, многу сакам панди. И нема да се менувам. Ако ми кажеш ти дека не е убаво да сакам панди, ја ќе ти речам не најубаво е да сакам панди, ќе си останам таков затоа што сакам панди. Постојат многу
примери што можам да ви ги дадам за различности, ама не сакам ова видео едноставно да биде предолго. Се надевам дека ми ја свативте поентата, едноставно дека треба да се бидете вие, дека дури да сте дебели, дури да сте бубалици, дури да сте фанатици на Хари Потер и да шетате со магично дрвено стапче секој ден у школа, идете со тоа, дали сте геи, дали имате премногу татуажи на себе, пирсови и не знам што, дали слушате метал музика и сте металци, не знам какви уште примери да ви давам, дека наставно сите сме убави на својот начин и дека би било досадно ако сите бидеме исти. Убавината е во различноста и убавината да ги прифаќаме луѓето такви какви што се, и баш тоа го прави човекот посебен. И баш тоа е тоа што можеби не издвојува од останатите и не истакнува. Затоа ви препорачувам да не се менувате за никого и за ништо, да се останете тоа што сте, затоа што такви сте, такви какви што сте најубави. И едноставно имајте малце повеќе самодоверба во себе, и ако сте такви, кажете му го тоа на светот и одбранете се и едноставно кажете тоа сум јас и не се менувам за никој. Јас сум Стефан, јас сакам панди и сите ќе знаат тоа и нема да се сменам за никој. Ако некој ми рече леле види го овој сака панди, гајле ми. Можам многу да навлагам во темава, затоа што може многу да се зборува за различности, голема тема е, може стварно да се опфатат многу работи, можам да ви разглабувам теории од пола сат, од сат, да ви кажувам дека е добро да бидете различен, ама не сакам стварно ова видео да трае предолго, сакам кратко и јасно да ви ја кажам поентата и мислам дека ви ја пренесов. Во фамилијата Марковски се толкуваше баш тоа, дека окей да бидеме различни. Ете, го дознавме преку ликот на Виктор Марковски и баш ми е мило што ете во Македонија можеби општеството ќе се промени кај нас, затоа што во некои други земји во светот веќе е тоа скрос нормално, ама кај нас уште левелот на осудување е многу висок и тоа треба да се промени. И ете фамилијата Марковски се залага баш за тоа, да ни ја прикаже реалноста како што стварно е. Тоа е многу зборување на Сабајле. Фамилијата Марковски е одлична серија што ако до сега не ја гледате, пропуштате многу. Сите епизоди до сега ги имате на нивниот YouTube канал, може да ги погледнете. Иначе се емитува секоја сабота и недела 19:30 часот на канал 5. Пред да го завршам видео, сакам да ви кажам нешто во врска со мојот канал. Пред некој ден искочи 90 секунди, односно 90 секунд нов серијал. Фала ви многу што го поддрживте толку првиот дел, то во моментов мислам дека кога го снимам видео е уште на трендинг. Едноставно нема ништо подобро тоа да имаш замислено дека да го тераш понатака и да видиш дека уште првиот дел ти е на трендинг и дека вие толку, мислам дека 90% од коментарите се сакаме втор дел. Така да вториот дел е више снимен, луѓе, ќе искочи, мислам дека овој викенд ќе пробам да го терам серијалов неделно, не знам колку ќе успеам, ама ќе пробам секоја сабота да има 90 seconds. Не знам колку време ќе трае тоа да има секоја сабота, ама некои 2-3 недели сигурно ќе трае, затоа што веќе неделава го снимам третиот дел. Така да, премногу сум возбуден, луѓе, за се што доаѓа. Јас сум Стефан, јас сакам панди, бидете различни, бидете окей со тоа. Сакајте се себе си, луѓето околу вас, не осудувајте никој за тоа што е таков каков што е. И ние ќе се видиме во некое си наредно видео. За многу брзо кучиња лајат надвор. Чао!